Се во обвинението за случајот Монструм беше направено врз основа на доказите и изјавите на сведоците и според законот, изјави за ТВ Нова обвинителката Гордана Гешковска, која го застапуваше обвинението за свирепото петкратно убиство кај Смилковско езеро. Гешковска не даде коментар за барањето на јавното обвинителство за окинување на пресудите и враќање на случајот Монструм на повторно судење и изјави дека обвиненијата по закон подлежат и на контрола и на оценка од судот. Додава дека завршниот збор сега го има Врховниот суд, кој треба да пресече дали ќе ги уважи жалбите на одбраната и барањето на јавното обвинителство или ќе ја потврди доживотната казна за 6 на обвинети. Во меѓувреме родителите на убиените деца кај Смилковско езеро се уверени дека луѓето кои сега се наоѓаат во затвор се сторителите на свирепото петкратно убиство. Добро, вака го прашавте веројатно тет кој бевте со него директно, дали тие луѓе што лежат во затвор се убиците? Што тогаш ви кажа? Потврдих се ти. За нас тие се, не може да биде други. Па ние сме огорчени од тоа, мислим. Од самиот него, мислим, од Ево Заев. Пошто многу ни обеќаше, ни ветуваше многу и на крај ништо. Кога ќе слушате ова, не се тие убици, ги ослободиле на Косово или не се естрадирани од Косово овде и така натаму. Како се чувствувате? Па се чувствуваме како што се чувствуваме, ама ние добро го познаваме случајот и цврсто стоиме дека се овие убиците. Додека јавноста ја очекува пресудата на Врховниот суд за случајот Монструм, се огласи и пратеникот од ДУИ Артан Груби, кој го поздрави барањето на обвинителството за повторно судење. ДУИ ја поздравува вчерашната одлука на јавното обвинителство за укинување на првостепената и на второстепената одлука на основниот и на апелациониот суд во случајот Монструм, и ова е единствената правична одлука што можеше да ја донесе јавното обвинителство. Барањето на обвинителката Лилјана Спасовска за повторно судење за случајот Монструм е поради неутврдена фактичка состојба, но и како што кажа, евентуално постоење на прислушување разговори кои ги поседува специјалното јавно обвинителство. Обвинителката пред судот исто така побара да бидат уважени жалбите на одбраната на осудените за петкратното убиство кај Смилковско езеро, кои пред Врховниот суд ги отфрлија обвинувањата дека се извршители на масакрот и повторно тврдеа дека се невини. Според адвокатите на осудените нема докази дека тие се сторители на петкратното убиство, а пресудите на кривичниот и на апелацијскиот суд се пристрасни и неправични. Одбраната има забелешки на сведочењето на заштитениот сведок, кое според адвокатите е контрадикторно. За петкратното убиство кај Смилковско езеро на доживотен затвор се осудени Алил Демири, Африм Јагим Исмаиловик, Езим и Хаки Азири и Сами Љута, од кои Алил Демири и Африм Исмаиловик се уште во бегство. Масакрот се случи на 12 април 2012 година, на Велики четврток пред големиот христијански празник Великден, кога беа убиени момчињата Кире Тричковски, Филип Славковски, Цветан Чоацковски, Александар Накевски и рибарот Борче Стефановски.